Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе почнеме со обработка на последната глава од второто послание до црквата во Солун. За разлика од првото послание кое се состои од 5, ова има само 3 глави. Во претходната глава од ова послание, апостолот Павле пишува за второто доаѓање на Господ Исус, а во оваа за практичните аспекти од христијанското живење. Во поголемиот дел од оваа глава, Павле, Сила и Тимотеј ги поттикнуваат верните во Солун да живеат согласно Божјата волја. Верувам ќе забележите како ги охрабруваат да бидат насочени кон Бог и делото кое Бог го има започнато во нив, но истовремено им даваа до знаење дека христијанската вера не е само вертикално поврзување со Бог, туку има и хоризонтален аспект и се однесува на нашето секојдневие во околностите во кои Бог не поставил. Христијанскиот живот треба да биде баланс помеѓу, условно кажано, гледање нагоре и гледање пред себе. Гледањето нагоре е слика за тоа како ние постојано треба да се угледуваме на Господ, да црпиме љубов и сила од Него, да го бараме Неговото водство и слично. Но, од друга страна, ние треба да гледаме и пред себе. Бидејќи живееме тука на земјата, окружени сме со луѓе, имаме семејства и пријатели, имаме работа која треба добро да ја извршуваме и така натаму. Значи, гледаме горе кон Господ за да црпиме сила и потоа гледаме околу себе и пред себе за да видиме како да живееме со Господовата сила. Последниот стих од глава 2 гласи: "Нека ги утеши срцата ваши и да ве утврди во секое слово и добро дело." Ова беше желбата и молитвата на Павле, Сила и Тимотеј за црквата во Солун. Тие страдаа и минуваа низ прогонства, затоа авторите на посланието им посакуваат Бог да ги утеши нивните срца. Мислам дека на нас денес ни е тешко да разбереме низ што се минуваа верниците во Солун, и тоа го велам бидејќи поголемиот дел од нас не се прогонувани поради верата. Може би имаме некаков отпор од околината, но ретки се луѓето кои доживуваат вистинско прогонство. Потоа во стихот Павле, Сила и Тимотеј посакуваат Бог да ги утврди верните во Солун во секое слово и добро дело. Со други зборови, идејата е дека и покрај страдањата и прогонствата низ кои минуваат, верниците се повикани да сведочат за Христос, но и на дело да ја покажат верата во Него. Периодите на страдање и болка, било да станува збор за прогонство или некоја физичка или емотивна болка, не треба да ни служат како изговор за неуредно поведение. Баш напротив, и во такви моменти се уште важи Божиот повик да сведочиме за Господ Исус преку зборови и дела. Цврстата вера насред неволите е силно сведоштво. Во глава 3, апостолот Павле им дава до знаење на христијаните во Солун дека тие имаат одредени одговорности. Во послание до Ефесијаните, глава 4 стих 1, ги охрабрува верниците од градот Ефес да живеат достојно за повикот со кој се повикани. На некој начин во оваа последна глава од ова послание тој го прави истото. По својата содржина, стиховите кои ќе ги читаме и обработуваме се доста практични. Да почнеме. Стихови 1 и 2. Потоа, браќа, молете му се на Бога за нас, та словото Господово да се распространува и да се слави на секое место, како и меѓу вас, и да се избавиме од жестоки и злобни луѓе, бидејќи немаат сите вера. Оваа глава започнува со зборот потоа, но подобар превод на старогрчкиот збор кој Павле тука го користи е фразата за крај. Тој им вели: за крај, браќа, молете му се на Бога за нас. Зашто сакаше Павле верниците во Солун да се молат? За да има многу пари?
Да има добро здравие? Да има успех? Да, тој сакаше успех, но успех во ширењето на Евангелието. Неговиот главен приоритет во животот беше името на Господ Исус да биде прославено од што повеќе луѓе. Откако го сретна Господ Исус, тој си зацрта една цел – да им сведочи на што поголем број луѓе за спасението кое на сите им е достапно преку вера во Христос. Апостолот Павле имаше уникатна служба. Тој беше мисионер или, ако повеќе сакате, можеме да го користиме зборот евангелист. Евангелист е секој човек чија служба е да им го проповеда Евангелието на оние кои никогаш не го слушнале. Неговата задача е да ги воведе луѓето во верата. Во некои случаи евангелистите се луѓе кои ги воведуваат останатите во верата, а потоа за нив се грижи некој пастор или учител кој им помага на новите верници да ја продлабочат својата вера и познавања. Но велам Павле беше уникатен, затоа што не само што беше евангелист, туку се чини дека имаше дар и да биде пастир и учител. Новозаветните посланија се многу добар пример за тоа. Оние на кои Павле им пишуваше беа луѓе кои поверуваа како резултат на неговата мисионерска служба, а потоа, откако поверуваа, тој ги поучуваше за се што ги интересираше и требаше да знаат. Патем, воопшто не е лесно кога на човек му се дава дарот, но и приликата да ги поучува другите. Ви го зборувам тоа од лично искуство. Јас сум навистина благодарен на Бог за можноста да поучувам преку оваа аудиопрограма насловена низ Светото писмо. Свесен сум дека со ништо не сум ја заслужил оваа прилика и дека ми е дадена исклучиво поради Божјата благодат. Но, како што Павле бараше христијаните од Солун да се молат за неговата служба, истото сакам да го направам и јас денес. Потребни ми се вашите молитви, за Бог да ми даде мудрост како да го поучувам неговиот збор, но и да даде плод кај оние кои слушаат. Врз основа на тоа што е запишано во Светото писмо, јас цврсто верувам дека службата на поучување на Светото писмо треба да биде подкрепена со молитва. Јас се молам на Бог за оваа програма, но потребни ми се и вашите молитви. Потоа во вториот стих Павле бара верниците од Солун да се молат за избавување од жестоки и злобни луѓе, бидејќи не сите имаат вера. Ова се однесува на оние кои се противеа на проповедањето на Евангелието, а верувајте ми дека такви луѓе имаше многу во првиот век. Самото тоа што христијанството растеше со голема брзина, не значи дека сите луѓе во тоа време ја прифаќаа верата и веруваа во Господ Исус. Каде и да одеше, Павле се соочуваше со некаков отпор и опозиција. Верувам дека тоа ви стана јасно при проучувањето на книгата Дела. Во светло на стиховите кои ги прочитавме, во кои Павле бара молитви за себе и за своите соработници, сакам да ве потсетам дека на пастирот кој се грижи за вашата црква му се потребни вашите молитви. Јас ќе ви кажам од лично искуство дека знам како е да се биде пастир на една заедница и знам како е да се биде говорник на христијански семинари и конференции. Да се биде говорник на христијански настани е многу полесно отколку да се служи како пастир, бидејќи пастирската служба со себе носи многу поголема одговорност. На вашиот пастир му се потребни молитви за Господ да му даде што повеќе прилики за споделување на Евангелието, за Господ да му даде мудрост како да го споделува Евангелието, но и да му даде заштита од жестоки и злобни луѓе. Тие не само што немаат вера, туку некогаш и насилно се противат на христијанската порака. Да се биде на таа позиција, или подобро кажано да се служи на таков начин, е многу голема привилегија, но исто така и голема одговорност. Некогаш, за жал, луѓето сметаат дека животот на духовните водачи во црквата е многу лесен, но тоа воопшто не е така. Можеби животот на оние водачи кои не се грижат за стадото е лесен,
но оние кои се активно вклучени во проповедање, во посетување, во разговори, имаат духовни борби за кои останатите верници често и не се свесни. Затоа, добро и корисно е кога заедницата редовно се моли за своите духовни водачи. Тоа се луѓе кои не ги носат само своите, туку и тугите животни бремиња. Тоа се луѓе кои во текот на неделата подготвуваат проповеди за во недела наутро црквата да може да добие духовна храна. Тоа се луѓе кои некогаш не можат добро да спијат, затоа што се грижат за одреден проблем или ситуација поврзана со членовите од црквата. Тоа се луѓе кои некогаш се во искушение да се откажат од службата, бидејќи се уморни. Тоа се луѓе на кои им е потребна молитва, охрабрување, поттик и поддршка. Павле вели дека на оние кои служат со Евангелието им е потребна и заштита од жестоки и злобни луѓе. Тука морам да напоменам нешто и се надевам дека ќе ме сватите како што треба. Жестоките и злобните луѓе кои немаат вера не се единствените кои ја попречуваат службата на Евангелието. За жал, таквите препреки неретко доаѓаат и од црковните луѓе. Во црквата има луѓе кои ја исповедаат христијанската вера и можеби долго време се редовни на црковните богослуженија, а сепак свесно или несвесно се извор на големи главоболки за духовните водачи. Јас долги години служев како пастир на различни заедници и ќе ви кажам дека повеќе проблеми сум имал со црковни луѓе отколку со неверниците. Така што, мојот совет за вас е да се молите за вашите духовни водачи, за оние кои ве поучуваат на Божиот збор, но молете се Бог да ги заштити од секакви луѓе. Било тоа да се неверници или верници кои постојано ги критикуваат и негодуваат против нив. Тоа е еден од начините на кои можете да покажете дека ги сакате и се грижите за оние кои ви помагаат духовно да растете. Стих 3. Но верен е Господ кој ве утврди и запази од лукавиот. Верен е Господ. Ова беше вистина која христијаните во Солун требаше да ја знаат, или вистина за која требаше да бидат подсетени. Господ е секогаш верен, дури и тогаш кога ние не сме целосно верни и посветени на Него. Во овој дел од посланието, апостолот Павле дава еден вид на теолошка изјава која пак доаѓа со одредено ветување. Тој вели дека Господ е верен и ќе ги утврди и запази верните во Солун од лукавиот. Што значи тоа дека Господ ќе не утврди и запази од лукавиот? Утврдувањето се однесува на зајакнувањето на верата и вкоренетоста во вистината. Ако ја бараме Божјата волја и сме одлучни да чекориме по неговиот пат, можеме да бидеме сигурни дека Бог ќе не утврди, но тој и ќе не запази од лукавиот. Господ ќе ве запази од лукавиот. Тоа не значи дека нема да имаме никакви искушенија во животот. Тоа не е ветување поради кое можеме да очекуваме дека нема да имаме проблеми, неволји и страдања. Поентата на апостолот Павле е да каже дека Господ може и сака и ќе ги заштити христијаните од целите и намерите на сатаната. Продолжуваме со читање на текстот. Стих 4. Ние сме уверени за вас во Господ дека го вршите и дека ќе го вршите она што ви го заповедавме. Го забележавте ли на крајот од стихот зборот заповедавме? Немојте да мислите дека Божите заповеди се наоѓаат само во Стариот Завет. И во Новиот Завет имаме заповеди според кои сите христијани треба да се водат. Во глава 5 од првото послание до црквата во Солун, апостолот Павле наведува 22 заповеди за христијанскиот живот. И самиот Господ Исус ни даде заповеди и рече: ако ме сакате, пазете ги моите заповеди. Поентата не е да живееме според Господовите заповеди за да го заслужиме спасението,
туку да ги исполнуваме како знак на благодарност затоа што ни е дадено спасението преку вера. Стих 5. А Господ нека ги насочи срцата ваши право кон љубовта Божја и трпението Христово. Повикот за христијаните е да чекорат во Божјата љубов и трпеливо да го очекуваат доаѓањето на Господ Исус. Тоа не се единствените нешта кои се очекуваат и бараат од верните, но се суштински важни. Стих 6. Ви заповедам, браќа, исто така во името на нашиот Господ Исус Христос, да се двоите од секој брат кој живее неуредно, а не според преданието што го добивте од нас. Павле повторно пишува за заповедите. Интересно е што, иако поголемиот дел од посланието го пишува во прво лице множина, овој пат тој пишува во прво лице еднина и вели: ви заповедам. Преку стихот кој го прочитавме, тој дава насоки како верниците треба да се однесуваат со оние кои ја исповедаат верата, а сепак не живеат според тоа што го исповедаат. Таквите ги нарекува браќа што живеат неуредно. Интересно е и тоа што не вели дека тие луѓе не се христијани, се уште ги нарекува браќа, но се неуредни христијани. Зборот неуредно не се однесува на облеката на тие луѓе, туку на нивниот животен стил. Предпоставувам, станува збор за луѓе кои беа впуштени во некаков грев или блудство. Павле им вели на останатите верници дека треба да стојат настрана од таквите христијани. На некој можеби ваквата заповед му звучи премногу строго, но причината поради која Павле ја дава истата е да ги заштити оние кои се сериозни во однос на својата вера. Понекогаш се случува оние кои живеат уредно, да сакаат да им помогнат на оние кои живеат неуредно, и во тој процес самите себеси се опогануваат од гревовите на оние на кои сакаат да им помогнат. Затоа, побезбедно е да се држат настрана од тие луѓе, за штетата да не биде двојно поголема. Стих 7. Сами знаете како треба да се угледате на нас, бидејќи ние не живеевме неуредно кај вас. Ова е важен аспект на службата за Евангелието. Оние кои евангелизираат, проповедаат и поучуваат, не треба само да кажуваат мудри нешта, туку и со својот живот да покажат како се живее сето тоа што го зборуваат. Во овој дел од посланието, Павле ги охрабрува христијаните да живеат уредно, но и вели: кога бевме кај вас, ние не живеевме неуредно, затоа угледајте се на нас. Ова не е единствен стих во кој Павле им вели на другите да се угледаат на него. Тоа не значи дека апостолот беше арогантен, горделив или дека се сметаше себе си за совршен човек. Тој и неговите соработници беа добро сведоштво за верата и само се обидуваа тоа добро сведоштво да го користат како поттик за другите верници. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Во следното ќе завршиме со обработка на второто послание до црквата во Солун. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.